Благодарам, почитуван председателе. Почитувана колешке, дозволете ми на почетокот да ви честитам што барем се обидувате. Што барем некој од владеачкото мнозинство има доблест да подсети дека работите во град Скопје на планот на градежништвото на вистина се загрижувачки и дека треба да почнеме да размислуваме за решенија. Може би ова не е решението, меѓутоа сепак добро е што некој барем има доблест да го отвори проблемот. Или како што велите во самиот вовед на предложеното законско решение, поради бројните политички, социјални, културни и економски фактори, улогата на стручната и научната јавност во развивањето на градовите е маргинализирано. Ова е особено забележително во Скопје, каде изостанува одржлив и рамномерен плански развој на 10 општини што го сочинуваат градот. И до тука се согласувам целосно. На Скопје апсолутно веќе одамна му е потребно некој да почне вистински да се грижи за неговиот урбан развој. Меѓутоа, за Скопје мислам дека веќе важи онаа народната, операцијата е успешна, пациентот е мртов. Скопје толку многу се награди во изминатите 4 години, да не сум сигурна дека не само вакво решение од типот на воведување на градски архитекти или совет на градски архитекти, не сум сигурна дека било што во следниот период може да помогне да тоа се поправи. И проблемот не е во немање на стручна јавност или во немање на луѓе кои што знаат да кажат како треба тоа да се направи. Проблемот е во немање на политичка волја во гарнитурите кои што го водат и градот Скопје и општините во градот Скопје, а поготово немање на политичка волја кај актуелната власт, која што се обиде на сите можни начини да испере колку што може повеќе пари преку ваквите проекти во центарот на градот Скопје посебно. Она што го предлагате во членот 21 да градскиот архитект го избира советот на градот Скопје на предлог на градоначалникот, избран од професионалните асоциации, Комора на овластени архитекти и овластени инженери, Асоциација на архитекти, Сдружение на архитекти. Ве разбирам дека го правите со најдобра намера. Да овие стручни асоциации бидат консултирани кога во иднина ќе се носат следните планови во општините во градот Скопје. Меѓутоа нема потреба да бираме градски архитект за тие да бидат консултирани. Значи тие постојат, функционираат во целиот овој изминат период. Имаат стручњаци кои што верувам најголемиот дел и без надомест ќе дадат придонес да сите урбани решенија во градот Скопје бидат подобри. Убедена сум дека доколку и сега има политичка волја кај владачкото мнозинство и во градот, и во општините на централно ниво да тие се консултираат, подготвени се без никаков надомест, само за доброто на местото во кое што живеат, да помогнат, да дадат совет и да дадат решение на хаосот во кој што се наоѓаме. За жал, најголемиот проблем е немањето на политичка волја да тие се слушнат. Ниту кога се носат законски решенија, ниту кога се носат измени на генералниот план, ниту кога се носат измени на деталните урбанистички планови во општините. Ништо не ги чини ниту општините, ниту градот да направат една обична консултација со овие асоциации и да нивното мислење го земат за релевантно. Да се обидат барем да го чујат тоа што тие го кажуваат. Да бидеме искрени, тоа не се направи ни кога се носеше одлуката Скопје 2014 да се гради. И се беше во ред кога се говореше дека ќе има фонтана во центарот на Скопје. Добро, тоа е прифатливо. Ама се стави Александар на фонтаната. Се ставија уште 10-15 споменици на плоштадот. Се ставија уште десетина споменици во Жена парк. Се ставија и шмизли, и мачки, и бикови, и кондураджи, и што ти не. Уште Томи Джери фалат да ги ставиме во центарот на градот. Или можеби Мечето Ушко. Значи на мојата генерација и Томи Джери и Мечето Ушко влијае многу. Пред заспивање си легнувавме со Мечето Ушко. Зошто да не го ставиме во Жена парк и него? Сега кога веќе го имаме Прометеј, дадовме уште 5000 евра за гаќи да му ставиме на Прометеј, да го ставиме и Мечето Ушко. Во распон од 20 години влијаеше на тие генерации. Она што е сериозен проблем е што ваквото немање на волја продолжува и на ниво на општините. Значи заради некакво усогласување со генералниот урбанистички план,
кој што инаку, да ве потсетам, е во фаза на менување. Значи, во текот на следниот месец ќе се усвои нов генерален урбанистички план на седницата на Советот на град Скопје. Сепак, општината Кисела Вода прави усогласување на деталниот урбанистички план за Цветан Димов со генералниот и предвидува со Јужниот булевар да се срушат 460 стамбени куќи. Зошто? Затоа што го усогласува деталниот план со генералниот кој што се менува. Значи, на вистина нема никаква логика. За волја на вистината, може би доколку се консултира вакви стручни лица, ќе најде начин како Јужниот булевар да не помине преку толкав број на куќи на потегот од Цветан Димов до градината. Меѓутоа, никој не наоѓа за сходно да тоа го направи. Да ги исконсултира, да ги праша дали има подобро решение. Да не мора да ги срушиме овие 460 куќи. А истите тие луѓе ги лажевте дека со законот за легализација на диво градби ќе можат да си ги легализираат куќите. На вистина ме интересира кој е тој што ќе отиде на нив да им каже: знаете што, ќе мора да ве срушиме, затоа што не сме подготвени да чекаме генералниот план да се промени, или не сме подготвени да влијаеме да Јужниот булевар не поминува преку вашите куќи. Тоа што ви кажувавме дека ќе може да си ги легализирате по 1 евро беше за изборите 2011, тоа помина. Таквото однесување продолжува, да речеме, и на плацот спротив Станичка 168. На тој плац повеќе од 30 години функционира перална за возила на државно земјиште и човекот се надевал дека местото од каде што го вади приходот да го исхрани семејството ќе може да го легализира, како што му ветувавте пред изборите. За жал, некој од високото добро утро на ВМРО ДПМН е решил дека токму на тој плац сака да гради зграда. И наеднаш влегува во правни лавиринти, се губат документи, катастар не му издава одобренија, затоа што некој се заинтересирал токму на тоа место во Црниче да изгради зграда. И човекот ќе треба да најде сега начини, откако ќе ја изгуби правната битка во ова наша реална судска постапка, да најде начин како понатаму да го прехранува своето семејство. Да не говорам дека имаше случаи како она во 2010-та, кога градејќи ја зградата почнале да го полнат столбот со бетон, бетонот се излил и пробил во соба во соседната зграда, каде што луѓето спиели и се извадиле од памет кога станале, наоѓајќи се стврднат бетон во собата. Исто така, едно од решенијата за кои што драго ми е што градоначалниците од ВМРО ДПМН ги копираат од градоначалникот на Карпош Стефче Акимовски, е правењето на енергетски ефикасни фасади. Нешто што на вистина општините не ги чини многу, а што на граѓаните во зградите каде што живеат, на вистина ќе им придонесе да заштедат на трошоците за енергија. Нема доволен број на јавни тоалети во градот Скопје, нема доволен број на зелени површини и така натаму и така натаму. Меѓутоа, проблемот не е во немање на градски архитект. Проблемот е во немање на политичка волја и во немање на желба да на вистина се работи добронамерно во градењето на градот Скопје. Не мора да се почитува ликот што Кензо Танге го замислил пред многу години. Доволно е сите овие асоциации кои што ги наведувате во предложено законско решение да се викнат година дена ако треба да дебатираат, да се консултираат, меѓутоа на крајот, кога ќе се донесе генералниот урбанистички план, кога ќе се осмисли ликот на градот Скопје, да тоа и биде концепцијски, меѓутоа и да биде реално остварливо на терен. Да не треба, како во Кисела Вода, да се срушат 460 куќи за да се направи Јужниот булевар. Заради тоа, почитуване колешки, ќе ви честитам уште еднаш, што се обидувате, барем со вакви предлози, за кои што се надевам ќе добиете поддршка барем од вашите коалициони партнери, што се обидувате да го отворите проблемот, да го дискутираме и да се обидеме да најдеме решение. Благодарам.